Нема да има свежи пари во однос на помошта од 24 милиони евра на Европската Унија за Република Македонија во справувањето со бегалската криза, што вчера ја нави еврокомесарот Јоханес Хан. Иако Хан посочи дека 12 милиони евра или половина од сумата што ја дава на Македонија, всушност веќе е обезбедена преку инструментот за предпристапна помош во изминатиот период, останатите 12 милиони евра се планирани исто така од ИПА-2, со релокација и прераспределување на дел од планираните средства помош на Брисел за нашата земја. Тоа денес како појасни портпаролката на Еврокомисијата Маја Коцијанчич, која сепак додаде дека Брисел бара начин како да ја даде максимална поддршка на Македонија. Како што знаете, ние имаме многу јасно програмирање и ова е апсолутно потребно ако сакаме да помогнеме долгорочни проекти и приоритети. Во моментов кога станува збор за ИПА, тоа се специфични пари што веќе се дадени или се планирани врз база на постоечки програми. Ние бараме можност за понатаму да ги пренасочиме парите, но тоа не е се. Ние исто така користиме хуманитарни фондови и знаете дека кога станува збор за БЈР Македонија, ние објавуваме преку летото, кога овој механизам беше активиран. Но ние гледаме на сите опции да понудиме максимална поддршка. Проблемот со оваа помош на Европската Унија е што парите кои ги дава Брисел за Македонија всушност се дел од определените 600 милиони евра за наредните 6 години во помош и обука на јавна администрација, помош на рурални средини и ред други работи кои всушност биле првично наменети. Тоа значи дека освен што нема свежи пари и од постојните кои се планирани за помош на Македонија, Европската Унија ќе ги пренасочи за помош во однос на справување со бегалската криза. За сител од Брисел, Бобан Онковиќ.